Добар ден на сите. Пред се на сите лозари и производители на вино сакам да им го честитам денешниот празник Свети Трифун, заштитникот на лозарите и на винариите, и им посакувам успешна, беричетна година, богата со квалитетен род и година на богат род во нашата држава. Денеска сме овде во Марена, село Марена, во Тиквешкиот регион, символот на нашето македонско грозје и вино. И во чест на овој голем празник, традиционално, со закријување на лозјата го означуваме почетокот на новата лозарска реколта. Производството на грозје и вино од секогаш било и ќе биде една од најзначајните земјоделски гранки во нашата земја, пошто и дома, меѓутоа и надвор сме далеку познати. Заедно со Министерството за земјоделство, кое што со министерот Љупчо Николовски ги предводи и ги предводеше процесите на унапредување на производството и на грозје и на вино, успеавме во мандатот на владата која што јас ја предводев да преку ресорното министерство го поставиме производството на вино на највисоко ниво и тоа се гледа според резултатите. Македонија стана број 1 извозник на вино во регионот и 13 најголем извозник на вино во светот. За квалитетот на виното говорат и многобројните награди кои што нашите винари ги добиваат и нашите вина на големи и престижни саеми за вино, кои што се одржуваат како на нашиот Балкански полуостров, така и ширум Европа и светот. Оно што е многу значајно е што владата успеа да направи голем број на мерки и голем број на активности за унапредување на производството на вино. Ветивме авансна исплата на субвенциите и ветувањето го исполнивме. На крајот на минатата година 30% од основната субвенција е исплатена на производителите на вино и на другите земјоделци и со тоа тие добија авансно 12.000 денари субвенција. На крајот на 2024 година лозарите ќе добијат повторно авансна исплата. Уште едно исполнето ветување, оваа година поддршката за зелена нафта се зголемува за 100% и таа ќе изнесува 9600 денари по секој хектар лозов насад. Со новиот закон за вино лозарите добиваат гарантирана цена за откуп на виното на грозјето, но и нова посебна програма за финансиска поддршка на развој на лозарството и винарството. За прв пат воведовме грантови од 10.000 евра за поддршка за купување на опрема за малите производители на храна, меѓутоа и за малите семејни винари, како и грантови за поддршка на од 5.000 евра за отворање на мали дестилерии. Она што е резултат на сите овие мерки е што во државата во моментов имаме 255 регистрирани винарии за производство на вино, што е рекорд во историјата на нашата држава во однос на организирано производство на вино, откуп на грозјето и секако продажба на високо квалитетно вино на домашните и на светските пазари. Со ова се покажува дека доколку напорно се работи, доколку се има план, доколку се има визија, секогаш резултатите доаѓаат. Откупната цена на грозјето, продажната цена на виното, зголемениот извоз, секако и зголемениот прилив на девизи во државата, не прават горди за се она што го направивме за производството на грозје, за производството на вино. Јас сакам да им честитам на сите наши производители на грозје, на вино, да им честитам и да се заблагодарам на сите вработени во Министерството за земјоделство, начело со министерот Николовски, кој покажа дека е веројатно најдобриот министер за земјоделство кој што било кога сме го имале во државата од нашето осамостојување. И уште еднаш на крајот да го честитам празникот Свети Трифун на сите производители на вино, на сите производители на грозје, меѓутоа нормално и на сите наши граѓани. И секако да се заблагодарам на поддршката која што овој крај и другите краеви кои што произведуваат вино го имаат од пратениците кои што тука денес се со мене и од министрите во владата. Ви благодарам.